بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Zahvalnost stavamo svako jedna prigoda i prilika mu pripadi samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavatu selam, mir i spas neka bude na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabe i sledbenici na sunnetu do sunni od dana. I dneska продолжуваме tamo kada što zastanahме prethodni отпад, продолжуваме со Кисасул Енбија, odnosno život na pejgamberите. Dneska će stani zbor za dva pejgamberi, za njihniот живот, како тие живееле, како тие го спроведиле нивното даве, нивната мисија во ова дујна, за да земаме некоја ибрет и поука од нивниот живот, како кажавме многу пати, од секој еден пејгамбер, од секој еден нивни живот, нивна гест, нивна ситуација во нивни живот која спомнуваат Аллах Джелешану во Куран и пејгамбер алейхи селам во хадис, не е џаба, имате ибрет за нас. Затоа е спомнато во Куран и во хадис. Денеска прво ќе стане збор за Ејуб алейхи селам. Кога се спомнит Ејуб алейхи селам, одма на секој еден кој знае малку негова биографија, одма му оди умот на сабар. Или кога се спомни зборот сабур, стрпливост, одма доаѓа овај пејгамбер во наша глава. Ова е најголемиот пример после пејгамбер алейхи селам за сабур. Како човек треба да се понаша кога му дојде некоја иптила, некој искушение, некој тест од Аллах Джелешану за секој еден од нас. Најдобар пример пејгамбер алейхи селам после Ејуб алейхи селам за сабур. Ејуб алейхи селам беше пејгамбер во Шам, во едно место, во еден град. Се вели дека од лоза на Ибрахим алейхи селам, од Исхак, син на Ибрахим алейхи селам, Исхак. Исхак имаше два сина, Јакуб алейхи селам и Аис. Овај Аис, од овај Аис, по неколку поколенија идет Ејуб алейхи селам. Значи ова е прав внук на Ибрахим алейхи селам, или на Исхак, прав внук. Ејуб алейхи селам, Аллах Джелешану му даде од богатство во дујна, од секој едно богатство во дујна што има. Злато, сребро, од животни, од бехајн, што имаше во тоа место, говеда, крави, овци, све беше најбогатиот. Се вели дека бил најбогатиот човек во тоа време во Шам. Хаса специјално во негов град во кој живеел, Харран. Имал 14 деца, од кои машки и женски, 14. Имал една жена. Негова жена Лија бин Јакуб. Дошло вака во кутуб, во книги на сира, дека негова жена се викала Лија бин черка на Јакуб. Дали Јакуб алейхи селам, не се знае. Аллаху а'лам ва а'лам, али вака иде. Овој пејгамбер правеше даве. Дојде одреден момент и дојде искушение, дојде имтихан за него. Дојде спроба од Аллах Джелешану за овој пејгамбер. Почна искушенијата да доаѓаат кај овој пејгамбер, број еден прво почна да го губи цело негово богатство. Цело негово богатство го изгуби за кратко време. Најбогатиот човек во тоа место. За кратко време искушение од Аллах Джелешану дојде да го изгуби цело богатство. Ќе се вратиме покасно
на ова? Имтихан, ибтила, искушение, фитне. Ние само знаеме за ова збор, а тој е во искушение, Аллах да му олесни. Ако човек не е во сиромаштија, или ако има некоја болест, или ако му се деси некоја смрт во негова фамилија, ова го знаеме само некоја искушение, некоја спроба. Не, може да би спроба искушение и човек да има богатство. Да има многу деца. Искушение да нема деца, но искушение поголемо е да имат деца. Улема вели тоа е поголемо искушение од ова друго. Да биде искушен човек со имаштија. Ова е поголемо искушение него да биде искушен со ова нешто. Зошто праксата покажала дека многу луѓе издржале во ова искушение, а повеќе киксале во ова искушение кога се искушани со богатство. Дојде тој сахаб ке пегамбер алейхиссалам рече да прави дуа. Аллах да ми даде богатство, че делам дејне и ноќе. Рече пегамбер алейхиссалам тоа не е за тебе. Бараше неколку пати направи дуа, Аллах му даде богатство. После преше и се исмеаваше. Пегамбер алейхиссалам пушти да му прате зекат, да соберат од кино, рече што е ова джизија? Што плащат немуслимани во исламска држава. Се играше со прописи од тие. Кога доби богатство велеше и после дојде курански ајет за себе него, рече Аллах джелешану во Куран веле, имат од тие што веле Аллах дај ми, че делам и кога Аллах му дај му врте грб на Аллах джелешану. Значи да не сваштаме дека искушение е само со немаштија, дека е искушение само со смрт, со болест, него искушение може да би со рахатлук, ова искушение за тебе. Немаш никаква болест, искушение е за тебе. Имаш богатство, не знаеш колку ова искушение е за тебе. Што треба човек да прави кога му се дај вакво нешто? За тој кому му се дај треба да прави шукар на Аллах джелешану, захвалност. Така веќе Аллах джелешану че му се зголеми богатството на тој што прави шукар на Аллах джелешану, што му е захвален на Аллах джелешану, не само со уста и со дело, со таа послушност, со тоа делење, со тој намаз, со тој ибадет што е, тоа е захвалност кога си богат. А кога си сиромав, со сабурење. Кога си искушен со еве други искушенија, сабурење. Треба да се стрпиш, да се воздржиш. Јакуб алейхиселам ова цело богатство го изгуби за многу кратко време, браќа. Немат крави, немат овци, немат злато. Ејуб алейхиселам цело богатство го изгуби за малку кратко време. Ејуб алейхиселам. Крави немат, овци немат злато немат, сребро немат ништо. И ова не заврши тоа. Почна Аллах джелешану да му земви по еден од негови синови и негови черки за кратко време. Два ривајат. Еден ривајат вели за една вечер. Отиде да види како спиен негови деца, првото го најде преселено. Рече иншалла второто ќе биде живо. Кога отиде ке второто преселено, 14 негови деца, еден ривајат вели два. Во една вечер. Други ривајат вели за кратко, за неколку дена, секој ден му идеше информација дека поедно негово дете се преселило во Агинат. Секој ден. И никогаш не изусти никаков збор, никакво жалење ке Аллах джелешану. Никаква несогласност со ова одредба, со овај кадар, не изрази, не покажа, не збор на никаков збор. Велите Аллах джелешану за него. Инна ваджеднаху сабиран, ни'мал абду иннаху авваб. И ние го најдовме на Ејуб стрплив. Велите Аллах, и ние го најдовме после ова искушение што го доби стрплив. Само каков добар роб беше тој, од оној кој се кае. Види, каква пофалба од Раббул алемин, од Господар на светот. Ние го најдовме него стрплив, му зедовме богатство, му зедовме деца, све му зедовме. И го најдовме стрплив. Само каков благороден, каков добар роб беше тој, од оној кој се кае беше тој. Тој имаше стотици вработани ке него, стотици изметчи, стотици робови. Све ова избега, све ова го напушти на Ејуб. Почна да се зголем вид ке него болест. Доби и болест во негово тело. Немаше никој. За издржување на него, остана со него само негова жена, Лија. Само негова жена. Таа му правеше измен на него. Негова жена почна да работат во град, да чисти куќи во богати тие што беа фамилија, да ги чисти нивни куќи, за да го издржуваат на Ејуб.
незин маж. Тој не беше подвижен више. Беше во кревет. До тој степен дојде што никој не го правеше више зират. Во почеток го правеа зират. Ти од верници и од негови фамилија го правеа зират на Ејуб, алейхи селам. Додека беше болен. И му помагаја на некој начин. Дојде период кога никој не му помагаше и никој не го правеше зијарет, остана само негова жена. Таа работеше во градот, чистеше куќи за да го издржава на Ејуб. Дојде еден ден многу насекирана. Многу беше насекирана. Ја одбија сите во град више, никој не ја даваше работа, се плашеа да не ова заразна болест која имат Ејуб, алейхи селам. Да не му е префрлит во нивни куќи. Се вели дека прва болест, кожна болест што доби беше Ејуб алейхи селам. Нешто како тромбоза, нешто во тој вид, почна да му падви негово месо од негови коски. Месото се делеше од негови коски. Дојде ова жена негова еден ден и рече: "Ја Ејуб, енте неби, ти си пејкамбар. Твоја дуа кабул Барај од Аллах да ти дај тоа леснение." Што рече Ејуб? Ви денеска ние не можеме да едно искушение од полден до икиндија да го издржиме. Или еден сат. Од полден до икиндија. Знаете ли колку траеше ова? 18 години брече. 18 години беше ова имтила, ова искушение. Не ден месец. 18 години, а последни 3 години беше со ова негова болест, која му капеа месо. Рече: "Барај од Аллах ти дај тебе олеснение. Твоја дуа кабул." Рече: "Се срамам од Аллах џелешану да му побарам на него дуа." Рече: "Колку бев јас здрав, о моја жено? 70 години. На 70 години доби почна ова негово искушение. 70 години бев здрав и немав ништо. Бев во нијамет, во благодет. И се плашам и се страмам од Аллах џелешану да му побарам колку барбу додека не помине барев 70 години овакво искушение. Колку што бев во доброт ја." Види? Направи една дуа во овој момент. Ејуб алейхи селам. Кога почна негово тело цело да почне да се распаѓа, сите негови делови се зафатија. Рече: "Ја Аллах, немој да ми го уништиш, да ми го земаш со ова болест моје срце и мој јазик, рече. За да можам да те славам на тебе, Аллах, нема со што да те славам после." Цело негово тело парта, со здравје. Рече: "Немој да ми го земаш моје срце и мој јазик, само за да те славам тебе, ја Аллах." Сабор. Ова сабор е. Искушение. Видиш што е искушение? Негово тело цело пропадна. Никој не се доближуваше од таа миризма што испушташе тоа тело. Имаше, се вели во ривајат, 20 брајча. Во други ривајат, 20 најдобри пријатели, најблиски луѓе, верници, што беа до него. А во ривајат дека 20 брајча. И ова посахни дека брајча. Дојда до Ејуб алейхи селам да го праве зијарет еден ден. Се наближаа до негова куќа. И проговорија Јоеве, после извесен период. После долго време, што го правеа зијарет. Знае дека пејкамбар. Едниот на другиот му реше од напорот, а Ејуб ги слушаше во внатре. Реше: "Сигурно имат правено некој голем греф, што Аллах џелешану му даде вакво искушение. Сигурно нешто не е вред со него." Како ми е денес, како видиш некој во искушение, нешто не е вред со него. Па не, мили, не мора да значи тоа. Може би е во вред зашто има такво искушение. Може би е тамам што има такво искушение. Ти што немаш никакво искушение не вредиш. Кога ги слушна Ејуб, се вели во ривајат, направи тоа со глас, ти го слуша напор. "Ја Аллах, реше, ти знаеш, биди ми шахид и биди ми сведок на мене. Кога бев здрав ја, никогаш не бев ја најаден. А да знам дека некој имат гладен, не дека да знам дека имат гладен, никогаш не бев најаден." Се вели, Ејуб слушна одговорот сема дека ова е точно и тие го слушнаа напор. "Ја Аллах, биди ми шахид и ти си мој сведок дека ја немав две облеки, а да знам дека немат некој никаква облека, дека некој немат облека.
Не оставав такво нешто. И ова беше потврдено од сема. И тие го слушнаа на него. Денеска некој да легне болен во болница 5 дена, 10 дена, првите 3-4 дена од дом таму, не можеш да влезеш во врата. Ама ако останете 1 месец, 2 месеци, после месец никој нема дојде освен негови блиски, тие што вистина го сакале да него. 18 години ова искушение. Негова жена кога више немаше излез. Халас. Нема да излез. Во ова време, во ова место се купуваше, беше скапа плетки од коса од жени, таа косата од жени, тие плетки што се. Ги купуваа жените, тие богати што беа за украс. И таа ги бреше тие две нејзини плетки, ги продаде во улица, ги продаде на тие богати жени, со тие пари седе добро адење за Ејуб алейхиселам. Донеса дома. Кога го донеса пред него, тој го виде и рече од каде ова адење, рече. Ова скапа храна, ти немаше за ова пари, од каде ги најде овие пари? Рече прво јади, ја не бијам тоа. Рече нема да јадам, рече додека не ми кажеш. Рече ги продадов мои плетки, мои коси. Тоа Ејуб алейхиселам, се насекира многу, халас, гај, крајна граница. Не можеше да го истрпи тоа. И завети во овај момент дека рече ја на тебе ќе ти дам 100 стапови за ова што си го направила без да ме прашаш на мене. Халас, 100 стапови за ова. И тога прв пат направи доа ка Аллах џелешано, Ејуб алейхиселам, после 18 години, ова на 18-та година. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. И кога Ејуб рече на неговиот господар: "О, господару мој, мене ми се случи ова што ми се случи, а ти си од милостивите најмилостив." Ни парање, ни жалење, ни плачење, ни кукање. Ја Аллах, мене ми се деси ова моја несреќа што имам. А ти си од милостивите најмилостивиот. Халас, точка. Ова таа дуа негова. Најголемо, вели пегамбер алейхиселам, најголемо искушение, вели пегамбер алейхиселам во хадиса, и најголемо искушение имаат пегамберите. После ними искрените. И после ними тие што се слични како ними, и вели пегамбер алейхиселам, човекот добиваат искушение во однос на висината на неговиот иман. Колку имат иман, толку добиваат искушение. Омер ради Аллаху ан плашил 3 дена, му рекле зошто плашиш, рекол 3 дена немам искушение никако од Аллах џелешано. Ништо не, све ми е рамно. Овие знаеле дека со овие искушенија Аллах џелешано му го сака доброто на тој роб. Че се старпи, че добие џеннет. Че направите алхамдулилlah, че добие џеннет. После ова, за брзо време, многу брзо, вели Аллах џелешано, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنَ الدُّرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. И ние му одговоривме на негова дуа. Му го трнавме таа тешкотија која имаше. Му вративме негова фамилија, му дадовме исти како него, како ними, како милост од нас за него. Оде имат хилаф, велите Аллах џелешано, значи, му одговоривме на него, му трнавме негова, му го вративме негова фамилија. Имат муфесири велат, едни велат дека Аллах џелешано му ги проживија негова фамилија, негови деца и негови жени, негови черки, негови машки деца и женски, тие 14 ги проживија. Други велат не, од негова жена повторно Аллах џелешано му даде исто толку деца. Еден ден негова жена се задржа во улица по храна. Ејуб алейхиселам лежеше во негова постела. Не можеше да се движи, не беше подвижен. Чекаше негова жена за да го однесе да изврши негова потреба. Не можеше сам. Аллах џелешано во овај момент му објави на Ејуб ајат и му рече: "Уркуд би риджлика хада мугтасалун баридун ва шарабун." Удри со твојата нога во земја. Ејуб алейхиселам удри со негова нога во земја.
Видите, Аллах Желешану, излезе ладна вода, искапи се од неа и напи се од неа. Вели, кога излезе тој извор од вода, се искапи од него, се истушира од негова, на негово тело, му заврши цела негова болест која имаше на тело. Му се врати негова физиономија или надворешен изглед како младич. Не како што беше стар, како младич. Пиеше од таа вода и све што имаше болест внатра во негово тело се излече. Дојде негова жена во куќа, не го најде во негово место. Вели, помисли дека го изеде некој животно. Помисли дека му се случи нешто. И вели, во близина туа околу негова куќа виде еден младиш. И ова вели, пренеси негова жена, вели, многу личеше на Ејуб алейхиселам овој младиш. И го прашав дали го виде мој стопан, мој газда. Тој рече, јас сум тој. Рече, како ти млад, јами, тој не беше млад. И кажа што се случи, се вели дека Аллах Желешану е омладе и на негова жена, му врати повторно, како кажавме ова ајет, негова фамилија, негови деца, како хилафот, дали ги проживеа или од ними повторно, генерација од генерација излекле. Повторно Аллах Желешану му даде негови деца, му врати негово богатство. Во некои ривајати се вели дека кога врнеше над Ејуб алейхиселам златници. И велеше, Аллах Желешану никогаш не е доста од твоите благодати за мене. Никогаш не е доста, немат крај, уште. Се вели, на крајот, кога се деси ова нешто, му остана уште тој завет од 100 удари на негова жена, зашто ги продаде нејзини плетки без негова дозвола. Вели Аллах Желешану, وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْثٌ فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. Зема еден сноп, со сламки, баш, и удрија на твоја жена за да го исполниш тоа што го вети. За да го исполниш, изеде неколку сламки, 100 сламки, удри негова жена и заврши таа заклетва што му даде на Аллах Желешану. Се вели дека во смртна постела на негов син Бишир ибн Ејуб му остави во аманет да го продолжи давето после него. Овај Бишир ибн Ејуб Зул Кифар. Улема голем дел веле дека ова е Зул Кифар. Зул Кифар. Елијас, пегамбар после Ејуб, може би ќе дојд муабети за него, ќе се зборуваат. И ова исто пред смртна постела рече, кој ќе го води мојот народ после мене. Затоа го има добиено овај Зул Кифар, тој што земви да се грижи за нешто. И тој повторно крена река рече ја. И народ на Елијас го зеде да се грижи за него после смртта на овие два пегамбери. Живееше после ова Ејуб алейхиселам 70 години. После ова што му се случи, уште 70 години живееше во благодет, во нијамет. Кога човек мисли дека заврши све, халас, нема богатство, нема деца, нема ништо, Аллах Желешану повторно му даде иште еден живот на него. Иште едно уживање во ова дуња. Му ги врати негови деца, негова жена, негово богатство. Све му врати во ова дуња. Продолжуваме со вториот дел од дерсот, односно со вториот пегамбер кој што го имавме за денеска. Јунус ибн Метта. Јунус ибн Метта. Овој пегамбер беше пратен во Нејнева, во Ирак, во општина Мосул, Нејнева. Во ова место се вели околу 100.000 луѓе, односно 100.000 неверници, толку броеше ова место, Нејнева, 100.000 луѓе. Јунус ибн Метта, син од Метта, некој, муфесири, кажат дека ова негова мајка, не негов тат. Ова слабо мислење. Уште еден проблем овдека имаат, дека и овдека е расширено ова, постали генерации го мислят така, дека во суден ден човекот ќе биде повикан по името на неговата мајка, а не по името на неговиот тат. Има некој хадис, даив, што се даив, и се зени како веродостојни. Затоа овдека е дојдено за него дека ова Метта е негова мајка, односно ова е негов тат. Може да се стретне во некоја книга, а и друго ова проблем што е настане дека во суден ден човекот ќе биде повикан по името на неговата мајка, не по името на неговиот татко.
Јунус алейхи селам го повикуваше негов народ. Ни еден не прима од негово даве. Ни еден. Долг период го повикуваше негов народ. 100.000 луѓе ги повикуваше. На крај Аллах Желешану му објави на него, му рече дека после 3 дена, ако твој народ не верува, ќе дојде азаб од Аллах Желешану за нив. Халас. Ќе бидат казнети све овие. Јунус алейхи селам му кажа на негов народ и тие повторно не верува. И тој се налути. Не за него, се налути за ова нивно неверување. И замина од негов народ. Халас. Зеде и замина од негов народ. Без наредба од Аллах Желешану. Без Аллах Желешану да му нареди. Ги остави така. Халас. Че иде казна за 3 дена, тој замина. Тој рекне не веруваме пак. Кога Јунус алейхи селам замина, негов народ видве аламати, знаци на казна. Халас. Видве надвор дека се приближи некој азаб. Вистина. Првиот ден почве облаци, почве чудни ствари да се решават, се спремви да азаб за нас. Халас. Ова е вистина. Се вели, излегве сите од нивни домови. Машки, женски, млади, стари, све излегве. Ги зедве и нивни говеда. Ги оддели од нивни младенчина за да пуштат разни крикови. И сите правеа теуба и бара опроска Аллах Желешану. Цел негов народ. Аллах Желешану му го прима теубата на ниве. Халас. Аллах Желешану му го прима теубата на ниве. Веќе Аллах Желешану за ова илла кауме Јунус лемма аману кашефна анхум азаб. Освен народот на Јунус, ние му го примавме теубото на ними и му ја трнавме казната на ними. Ова ајет пред теа зборови дека Аллах на ниеден народ кога му дојдеше казната, не му ја оттргнеше казната. Освен народот на Јунус, му ја примавме нивното теубе и му ја трнавме казната. Халас. Казната се трна, овие стана верници. Јунус алейхиселам беше избеган од ова место. Јунус алейхиселам излезе од ова место. Дојде до морски брег. Дојде до овај морски брег и се качи во Сефине, се качи во брод. Да се префарли од ова море или од ова место. Кога се качи во брод, почна туфан, почна големи бранови, големи таласи во брод. Почна прво се вели тоа што беа во овој брод, да фрле нешто од нивната тежина што има во овој брод, да биде полесен, овој брод. Демек за да се спаси. Али видве дека ова не успешно. Некој ривајат вели, може би ни се лути боговите на нас поради некој од внатрешимот од нас. Али не, поисправен ривајат дека не. Тие рекве дека еден од нас треба да се фрли во вода, за да олесни бродов. Фарле е тие ждрепки. Фарле е ждрепки. Секој зеде една ждрепка некоја, ја стави во едно нешто и ја фрле. Ова е дозволено во ислам. Ако негде има некоја несогласица, има двајца имаме, имат исти години, имат двајцата хафизи, исти глас кираат, мој да фрлеш дрепка кој да види имам. Пегамбер алейхиселам кога одеше во џихад или во пан, со негови жени правеше ждрепка, која да оди со него во овој пат. Ждрепка. Правеа ждрепка, првиот пат излезе на Јунус алейхиселам. Тие рекве не, остави, да профрламе пак. Вториот пат повторно излезе на Јунус. Рекве не, да фрламе по трет пат. Види, муфесири веле зошто вака? Еднош, не, два, не. Зошто? Вели, може две нешта, поради две нешта. Прво, може би тие знаеа кој е Јунус. Може би знае дека ова е Јунус, алейхи салам. Може би знае дека е пегамбер. И од тоа нешто има ихтирам, респект спрема него. Второ, не знаеа за него, ама беше гариб, беше чуден, беше странец во овој брод. Сите се знаеа тие би едно кабиле, само овој беше странец и од респект спрема тоа што е овој странец, не сака да го фрле него. Али кога излезе по трет пат таа ждрепка на Јунус алейхи салам, се го зедо и го фрлија во море. Некој ривајат има дека сам скопна. Не битно. Тамам се фарли во брод, го прешека долу, не ни падна во море, го прешека кит. И го лапна во уста.
Голем кит. Го лапна во уста. Велите Аллах джеле шану. فَالْتَقَامَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. И го лапна на него кит. Тој беше прекурен за тоа нешто. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. И ако тој не беше од оној што го славен на Аллах джеле шану, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Че седеше во неговата утроба додека дојдеше проживувањето, до кијамет. Че седеше во неговата утроба до кијамет. Од овдека дошло тоа, некој муфесири велат дека овај кит и ден денеска е жив. Поради ова ајет. И ден денеска е жив овај кит што го глтна на Јунус алейхиссалам. Ако не беше од тие што пред зикар, што го спомена Аллах джеле шану, че седеше до кијамет во неговата утроба. Халас, овај кит Аллах направил да седи до кијамет. Ама само овај се спаси, овај кит остане до кијамет. Така велат некој муфесируни. Кога го лапна китов, велите Аллах джеле шану, и тој се движеше по морето овај кит. Јунус алейхиссалам, кога дојде при свест во овај кит, виде каде се наоѓа. Аллах джеле шану му даде да слушни зикрот што го пред сите риби и створенија во море. Слушна како го славен на Аллах джеле шану. Јунус алейхиссалам падна во сежде на Аллах джеле шану. Направи сежде одма. Кога дојде при свест, кога виде, кога слушна овој зикар, падна во сежде на Аллах джеле шану. И рече: ја Аллах, ја зедов место за месџид за да ти правам сежде, ниеден од инсан не го зел ова место, Никој не ти прав сежде во длабошина на море, во утроба на овај кит. Еден ривајат има бреша слаб, кога го зел овај кит на Јунус алейхиссалам, на него го зел уште еден поголем кит, Уште еден поголем кит го лапна на овај цел кит, Ова слабо, Наједно е дека овај кит. Јунус алейхиссалам има неколку ривајати. Најповеќе дека 40 дена седел во овај кит. 40 дена. Не многу јако, слабо. Нема многу сила. Појако од него 7 дена. Најповеќе улема што има 3 дена, а има некој улема велет 1 ден дека останал. Али по најјако дека 3 дена минимум останал во овај кит. После овие 3 дена направил Јунус алейхиссалам таа дуа. Ла илаха илла ант субханака инни кунту мина залимин. Нема други Господ освен тебе, Аллах. Инни кунту мина залимин. Јас сум од оној кој што сами себе зулум си направи. Јас сум тој кој што направи зулум сам на себе си, што избегав од тој народ. Јас сум тој зулумчар. Признај. Сам на себе зулум си направи. Халас. Велите Аллах джеле шану: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Велите Аллах: и ние му одговоривме на него, и го спасивме на него од таа тешкотија која имаше, и исто така ги спасвиме ние верниците. Продолжи таа. Исто така ние ги спасвиме верниците. Кога направи ова дуа, рекве мелаик: ја Аллах, познат глас во сема мелаик. Познат глас, ама од непознато место иде. Од море. Рече: тој мојот роб, Јунус. Рече: Аллах, зарем нема да го спасиш? Да, ќе го спасам. Ова дуа, рече, е многу голема дуа. Види, وَكَذَلِكَ نَجَّيْنَا الْمُؤْمِنِينَ. И така ние ги спасваме верниците. Ова е за сите верници. Слушај еден ривајат сега за ова дуа. Вели Саат ибн Аби Вакас, поминуве во улица. Покрај џамија го сретнав на Осман ибн Афан ради Аллаху ан, го сретнав. Му реков: "Есселаму алейкум." Вели тој ме погледна, вели Саат, ме погледна на мене и ништо не говори. Ме виде, вели, ништо не рече. Се насекира. Во време на Омер, халифат на Омер. Отишол кај Омер. Му рекол: "Ја Омер, се случи нешто со ислам, има нешто ново ли?" Рече: "Што?" Рече: "Поминав покрај Осман, му дадов 7, не ми врати." Субханаллах. Рече: "Викнете го на Осман." Омер одма, Осман валма. Рече: "Што работава?" "Зошто ме викнавте?" Рече: "Поминал сам покрај тебе, ти дал 7, не си му вратил." Рече: не ми подаде 7. Сам му вели: "Ти дадов 7, тој му вели: "Не ти дадов 7, каква расправа?" Рече Осман: "Да, халасе."
Естагфируллах. Барам опрост кај Allah за ова нешто. Рече, валлахи, кога помине тија, сега ми текнува дека помине како слика. Мој мозок не беше тука, мој ум не беше тука. Ми текна еден хадис на пегамбер алейхи селам и многу сакам да го знам тој хадис. И немав контрола на тебе. Не те гледав тебе. Значи, кој хадис сад ибн Аби Вакас? Рече, во почеток на ислам, пегамбер алейхи селам ни зборуваше за една дуа, која Аллах желешану не ја одбива. И дојде еден бедуин и почна да го прашува нешто на пегамбер алейхи селам и пегамбер алейхи селам прекина, рече, со таа дуа. Не ни ја кажа, рече. Почна да зборува на овој бедуин. Рече, сад ибн Аби Вакас, ја рече, ќе ти кажам. Јас бев во тој мезлис, со тебе и со пегамбер алейхи селам, кога стана после ова, пегамбер алейхи селам дојде дома. Кога почна дојде дома, ја одев позади него. Го следев. Тамам кога дојде до врата, пред да влези во врата, почнав да тропам со мои нози во земја, за да ме слушни. Види како феде. Прво, никој не го прашал после разговорот со овој бедуин, ја Расулуллах, а таа дуата, од хејбе што имал пегамбер алейхи селам. Ошто не сакале да му досаде на пегамбер алейхи селам. Ошто мислеле дека ќе го преопитве на пегамбер алейхи селам како бену Исраил. Не сакале. Али сад ибн Аби Вакас, после пегамбер алейхи селам тропнал со негови нози, пегамбер алейхи селам рекол мен, рече Ебу Исхак. Рече татко на Исхак. Кажи, рече, ја сад ибн Аби Вакас. Ја Расулуллах, рече, почна да кажеш за една дуа и престана. Рече, таа дуа, ла илаха илла анте субханека инни кунту мине залимин. Дуа на Зуннун. Дуа на Јунус алейхи селам, како е наречен и Зуннун. Јани сахиб, пријател на тој кит. Сопатник на тој кит, така е наречен. Allah го нарекли така во Куран. Рели пегамбер алейхи селам после, кој ќе речи тоа дуа ја? Кој ќе речи тоа дуа? И што и да барат од Аллах желешану, Аллах желешану ќе му даде. Ова е хадис сахих. Што и да барат со ова дуа, Аллах желешану ќе му даде. Голема дуа. Често да ја учиме ова дуа. После ова Аллах желешану му нареди на кит да го извади на Јунус алейхи селам на едно морско брег. Се вели да ни одека имат неколку ривајати. Кога излезе ова, вели Абдулла ибн Аббас, кажи да Аллах желешану како излезе, на кој начин Абдулла ибн Аббас го прави тефсир ова ајат и вели да излезе како едно пиле мало кога излезе од јајце. Други тефсир, кога излезе едно бебе од негова мајка, од утроба на негова мајка. Само кожата и коските беа на него. Месо немаше грам. И тие артерии вени. Некои улема велет поради тие киселини што ги имал тој кит. Велет ова денеска модерна наука, китот и железо да лапнит го топит, од тие негови киселини што ги има. И Аллах му забрани да го уништи на Јунус алейхи селам, али осети од оваа тешкотија. Кога излезе вако. И се вели дека во ова место имаше многу видна растенија, кој нема стебло, има само листови, нешто како тиква денеска. Така дошло. Од тоа јадел, од тоа се хранел, од тоа закрепнал. Од тие големи листови се криел за да не му наштети сонцето. После ова, кога закрепна, се врати ке негов народ и го најде негов народ како верува. И продолжи со негово даве во ова место. Ова накратко за овие два енбија. Иншаллах Аллах желешану да дадете разбирање од нивни живот, од нивно даве, од нивни курбан, од нивни сабори кои го правеле поради овој ден, да бидеме и ние од тие кои ќе поднесе нешто за овој ден. Кои ќе бидеме спремни да поднесеме нешто за овој ден. И Аллах желешану да молести на сите муслимани, на сите верници кои се во искушение, во мака, во тегоба, во овие тешки моменти. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.